Откако минатата недела беше уапсен под обвинение за рекет и трговија со луѓе, популарноста на музичарот Шон Комс, попознат како P. Diddy, порасна. Компанијата за податоци и аналитика на индустријата Luminate рече дека неговата музика забележала просечен пораст од 18,3% во преносите на барања во текот на изминатата недела по апсењето на 17 септември. Професорот за музички бизнис менеджмент на Беркли на колеџот за музика Џорџ Хуарт рече дека не е изненаден од овој раст, бидејќи стримингот е сличен на пребарувањето на Google за уметници како начин за задоволување на љубопитноста. Музиката едноставно останува уште една информација додека луѓето се обидуваат да ги откријат злосторствата. Многу луѓе мислат како звучи музиката на човек кој прави нешто такво, објасни Џорџ. Покрај тоа многу луѓе го мислат P. Diddy како бизнисмен, а не како музичар, бидејќи тој има работено на други проекти кои не се поврзани со музиката. Патем зголемувањето на бројот на стриминг по контроверзиите не е невообичаено. Откако документарецот за Кели ја обвини пеачката за сексуално злоставување жени и малолетници, публиката речиси двојно се зголеми. Шпанската полиција уапси 5 лица кои се обвинети дека измамиле 2 жени за $325,000 откако онлайн објавиле слики представувајќи се како холивудската звезда Бред Пит. Осомничените се запознале со жените на интернет страница за обожаватели на оскаровецот и ги навеле да веруваат дека имаат емотивна врска со него, стои во соопштението на шпанската полиција. Представувајќи се како Пит, членовите на групата потоа наводно ги охрабрувале жените да инвестираат во различни проекти кои не постоеле. Една од жртвите од јужниот регион Андалузија била измамена за €175,000, додека другата од северниот дел на Баскија изгубила €150,000. Сајбер криминалците, за да ги фатат жртвите, ги проучувале нивните социјални мрежи и направиле психолошки профил на нив, со што откриле дека двете жени сте две ранливи лица на кои им недостасува блискост и се во депресија, соопшти полицијата. Наум Петрески заедно со Синтезис ја отпеа Ој девојче, песната која групата оригинално ја има снимена со Тоше Проески. Фолк пејачот беше еден од гостите на вчерашниот јубилеен концерт на етносоставот во Филхармонијата, на кој прослави 30 години постоење. Едни единствени Синтезис, ми беше чест, рече Петрески, кој одлично и во негов стил ја испеа народната песна која многумина ја поврзуваат со Тоше. Синтезис за овие 30 години одржаа над 500 концерти низ светот во некои од најпрестижните концертни сали и фестивали, презентирајќи ја македонската музичка култура и традиција. Нивната мисија и денес е да ја чуваат македонската традиционална музика, но да ја разиграат и со модерни елементи. Затоа во публиката имаше луѓе од сите генерации. Со Наум Петрески Синтезис има објавено албум со наслов Синтезис и Наум во 2012 година. Владко Стефановски беше уште еден убав избор на гостин со кој Синтезис има соработувано и свирено повеќе пати. Таа нивна поврзаност придонесе уште подобро да звучат заедно. Вечерва на летната сцена Славиша Каевски со почеток во 21 часот ќе имате можност да ја погледнете театарската представа Не се клади на енглези. Представа која го третира феноменот спортско обложување. Текстот во суштина се занимава со принципите и последиците од истиот. Бескрајно долгата транзицијска беда, надежта на пониските социјални слоеви за брза заработка, дегенерација на нацијата и така натаму. Жанровски представата е комедија, но во текстот може да се насетат и болните аспекти на девијантната појава обложувањето. На секундарно ниво, оваа представа ја истражува и границата помеѓу човековата себичност и искреното пријателство.